Добро вечер. Вести на Канал 5. ВМРО ДПМН не гледа причина за нова лидерска средба, овој пат посветена на Европската Унија. Иницијативата на лидерот на СДСМ Венко Филипче, кој најави дека на утрешната седница на Националниот совет за евроинтеграција ќе предложи конкретен дневен ред за средбата, за владачката партија е само обид за зголемување на личниот рейтинг. Би сакале Венко Филипче да не ги користи приликите за лидерска средба за да си го крева рейтингот. Лидерска средба имаше само пред еден месец и сметаме дека нема потреба за истото. Доколку Филипче сака да си прави средби со своите коалициони партнери, може да го направи тоа со Али Ахмети, со Таравари или со Димча Пасиев, бидејќи тие се исти луѓе со исти вредности. Лидерска средба би била потребна доколку најавената средба меѓу Силјановска, Давкова и Радев во Хаг доведе до некакво поместување во позициите, смета политичкиот аналитичар Петар Арцовски. Според него партиите треба да расчистат и што подразбираат под национално единство. Сега веќе има некакви контури, можеби за некаков состанок на маргините на НАТО самитот, но ние треба доправо да видиме дали тој состанок ќе вроди со некаков плод и некакво поместување напред, или само ќе има декларативна заложба од двете страни дека сакаат да продолжат да разговараат. Доколку има некаков план, или доколку таа средба вроди со некаков поконкретен плод, тогаш се отвара простор за лидерска средба, односно за градење национален консенсус. Иако имајте предвид дека големиот антагонизам помеѓу двете партии може да направи двете поголеми партии, Филипче и Мицкоски, да повикуваат на единство, но да повикуваат на различно единство. Филипче да повикува на единство околу неговата идеја, Мицкоски да повикува на единство околу сопствената идеја. Во таков контекст, секогаш е добро да има политички инклузивен диалог, но не гледам дека без некаков конкретен напредок во планот за откочување на преговорите со ЕУ, лидерската средба може да изгради некаков национален консенсус, бидејќи не знаеме зашто би го правеле консенсус. Вице-премиерот Арбен Фетај заедно со неговите истомисленици од Алијансата за албанците и дефинитивно останува дел од вреди. На пресконференцијата со него беше и Азир Алиу, кој се споменува и како можен нов министер за здравство. Не дозволуваме волјата на членството и гласот на граѓаните да бидат шверцувани. Продолжуваме да работиме таму каде што се носат одлуки и таму каде што се прават промени. Затоа што ние веруваме дека нашата земја има потреба од стабилност, нашата земја има потреба од развој, одговорно владење и од алијанса која нема да ја предаде довербата добиена од граѓаните. Ние не сме тука поради лични интереси. Ние сме тука поради одговорност за да ги претвориме ветувањата во конкретни резултати. Тоа не може да го правиме ако ја напуштиме битката на половина пат. Ќе продолжуваме како рамноправен партнер во коалицијата ВЛЕН со иста професионалност и со иста посветеност, служејќи им на нашите граѓани со чест и со решителност. По објавите во медиумите за тендерот за полициски униформи, СДСМ денеска побара од МВР негово поништување и итна постапка од јавното обвинителство за сомнежи за злоупотреба на службена положба, местење тендери и можно перење пари. Фирмата Лебренд Дизајн од Битола, модно студио, со просечен годишен приход од едва 20.000 евра и само 20 вработени, добива тендер од над 2 милиони евра за шиење специјални полициски униформи. До вчера 20 вработени шија фустани, денес со 20 вработени треба да се опремат специјалните единици. Кој е овде наивен? Фирмата Pamitex Team е регистрирана само 20 дена пред распишување на тендерот, без веб страница, без историја на набавки, без транспарентност. Ете ваква фирма добива тендер од 1.710.000 евра. Го прашуваме Тошковски, кој на вистина ќе ги шие униформите? Каде ќе завршат парите на граѓаните? Кој ќе одговара ако униформите не стигнат? Не бидат со потребниот квалитет или ако бидат неупотребливи за полициските специјалци? Кој ќе одговара?
Тие што молчеа додека системот се распаѓаше, денес глумат загриженост, реагираше министерот за внатрешни работи Панче Тошковски во објава на социјалните мрежи. Тој вели дека постапката за униформи била спроведена транспарентно согласно сите законски одредби, со јасна цел обезбедување на квалитетна опрема по најповолни услови и заштита на буџетските средства. Тошковски појаснува дека не е склучен договор за еднократна исплата, туку рамковна спогодба за период од 3 години што не создава финансиска обврска, туку овозможува склучување поединечни договори, кога ќе се јави реална потреба. Наша цел беше поттикнување конкуренција и добивање најдобра квалитет по најповолна цена. Премногу строги критериуми ги исклучуваат домашните мали и средни предпријатија, тие често се најконкурентни, нагласува Тошковски. Како клучна гаранција за квалитет, според министерот, биле задолжителните мостри и лабораториски анализи врз основа на јавни технички спецификации, утврдени со правилник, објавен во Службен весник. Над 3000 граѓани во 7 градови денеска истовремено трчаа за кочани во рамките на одбележувањето на Денот на Европа. Евроамбасадорот Рокас порача дека трагедијата нема да се заборави и дека солидарноста сега е најважна. Јорданчо Цветановски за ова. Македонија се обедини за кочани. Во Скопје, Струмица, Тетово, Велес, Крива Паланка, Струга и Битола се одржаа хуманитарни трки со цел да се соберат средства за погодените од трагедијата во Кочанската дискотека, а на денешните настани се одбележа и Денот на Европа. Лошото време не ги спречи рекреативците да земат учество на трките од 5 и 10 километри, кои во Скопје започнаа на средно водно. Старт! Трчаме за кочани! Лесни нозе! Солидарноста мора да се покаже и луѓето треба да си помагаат во најтешките мигови. Е пораката која ја испратија дел од учесниците кои се подготвуваа за трката од 10 километри. Луѓето треба да бидат солидарни еден со друг, дека треба да мислат за другиот, односно треба да се почитува тоа што се вика на француски алтерите, другиот. Е граѓанска должност да бидеме солидарни, да покажеме дека сме тука со граѓаните од Кочани кои што поминуваат низ не можеме да замислиме каква траума им се случува нив. Да бидеме солидарни едни со други. Да не летаме само по пари и по некој си таков живот. Еден од најдобрите начини за обединување и испраќање на силни пораки е токму спортот, велат организаторите. На настанот присуствуваше и евроамбасадорот Рокас. Тој кажа дека трагедијата во Кочани нема да се заборави и повика на поддршка за семејствата на настраданите. To give closure would be something... Било многу тешко да се даде завршница во овој момент. Процесот на тагување и лекување е долготраен и тежок и за семејствата ќе биде тоа нешто навистина тешко да се постигне, особено во овој момент. Меѓутоа, тука сме сите во еден обид да испратиме силна порака на солидарност и одзивот беше навистина голем во сите 7 градови. Половина час по стартот пристигнаа и првите учесници кои ја завршија трката. Честитки! Браво, секоја чест! Еве ни пристигна и првата жена, браво! Велат со мислите биле со Кочани и семејствата на настраданите и повредените во пожарот. Едноставно трката издржав премногу лесно, со мислите ми беа насочени кон нив. Голема беше мотивацијата да се помогне колку што може на овие семејства. Средствата собрани преку котизациите ќе бидат уплатени на Црвен крст на Македонија и ќе бидат насочени кон поддршка на заедницата во Кочани. Ви благодариме што бевте со нас, имајте убава вечер.